Почитувани велешанки и велешани, добар ден и од мене. Да ги поздравам пратеникот овде, членовите на Советот на општина Велес, градоначалниците од Вардарскиот плански регион, од соседните општини кои што се денеска овде, носители на високи функции, одговорни од локалната самоуправа и од државната власт представена во Велес, кои што се со нас. Да се извинам на сите оние граѓани кои што не можевме да ги поканеме, заради тоа што навистина мораме да ги почитуваме мерките за заштита од корона, а на вас присутните ви благодарам што држите дистанца, носите маска и секако преку тоа ја спраќаме пораката на одговорност. Но не можевме денеска да не бидеме присутни заради тоа што ова е историја. Ова е вековиште кое што денеска го почнуваме овде во Велес, здружено. Нашата држава преку владата и вашата и наша општина Велес заедно го почнуваме најголемиот јавен проект во општина Велес во последните неколку години, а тоа е затворениот градски пазар за Велес. Затоа ми представува чест денеска да бидам овде со 4 министри, двајца подпредседатели на владата, Лупче Николовски и Фатмир Битики, како и министерот за локална самоуправа Горан Милевски и министерот за транспорт и врски Благојче Почварски. Со нас е и директорот Рамис Реджепи, заради тоа што партиципира Бирото за регионален развој од вашите пари, од граѓаните, со 15 милиони денари дополнително средства, за да може да новиот објект кој што ќе никне овде биде навистина со сите своји содржини и биде едно убаво здание со кое што сите ќе се гордееме. Навистина представува задоволство да се биде дел од овој значаен настан, кој го означува стартот на работите на еден, како што реков, од најзначајните капитални проекти за Велес и Велешани. Изградбата на новиот затворен градски пазар. Ова е проект од оние кои се остваруваат во соработка помеѓу владата и општините. За реализација на овој проект обезбедени се финансиски средства од вкупно 86 милиони денари плюс 15 милиони денари, и тоа 40 милиони денари општина Велес ги обезбеди преку владата на Република Северна Македонија од ставката за капитални дотации на единиците на локална самоуправа, а останатите 46 милиони денари како заем од Светската банка преку програмата за подобрување на општински услуги, и тоа се ваши пари на Велешани. Дополнително, како што реков, се очекува финансиска поддршка во висина од 15 милиони денари преку Центарот за развој на Вардарскиот плански регион, што треба да ги обезбеди Бирото за регионален развој. Со тоа се обезбедени вкупно сите потребни финансиски средства за комплетна изградба на покриениот пазар. Градежната парцела опфаќа вкупно 4200 квадратни метри, од кои 2300 квадратни метри површина е наменета за продажба на производите. Новиот градски пазар се гради според најсовремените стандарди за ваков тип на објекти, како за продавачите, така и за купувачите. Изградбата на покриениот градски пазар во Велес е од големо значење за регионалната економија, бидејќи од него остваруваат екзистенција голем број земјоделци и трговци од целиот регион. Овде, Вардарскиот, Велешкиот регион, но дури од моја Струмица, од Ресен, од западниот дел на државата, буквално сите кои што имаат намера да продаваат своји домашни производи, а секако и да тргуваат со нашите производи. Конечно, после неколку децении Велешани ќе добијат современ градски пазар, каде земјоделците и трговците ќе имаат соодветни и нормални услови за продажба на своите производи. Потенцирам нормални заради тоа што навистина и земјоделците и трговците знаат во какви услови досега работеа. Новиот објект ќе го врати животот на левата страна на градот и ќе поттикне развој и на нови урбани содржини од интерес на граѓаните. Но најважно од се ќе придонесе за зајакнување на економскиот развој на градот и на регионот. Развиени општини значат силна економија и затоа како влада континуирано охрабруваме и поддржуваме вакви капитални проекти. За неколку месеци преку ТАВ програмата ќе започне со изградба секундарната водоводна мрежа за водоснабдување на населба Речани, а обезбедивме и можност за изградба на мултифункционалното игралиште овде во градот во Велес. Во соработка со локалната самоуправа
Ја продолжуваме реконструкцијата на сите трајни добра, како изградба и реконструкција на локалната патна инфраструктура, водоснабдителна мрежа, канализациони мрежи, реконструкција и изградба на градинки, училишта и спортски сали, здравствени установи и сето тоа за подобрување на животот на граѓаните, за нови вработувања и за економски развој. На изведувачите и на надзорот им посакувам успешно и солесно да ја завршат оваа амбициозна задача во периодот во кој што е предвиден, а на Велешани да се радуват гледајќи го како никне овој важен капитален објект и секако да им посакам здравје на сите, посебно и во користењето на овој нов објект. Да сте живи и здрави и ви благодарам на сите.